Последната недела од февруари одново донесе огромна толпа луѓе пред спортскиот центар Борис Трајковски. Не им сметаше дождот ниту силниот ветер. Важно беше само да се бодри шампионот. Салата се наполни онака како што и се распродаде, со брзина на светлината. Всушност не, од автокоманда лажат. Не ја распродадоа. Овој пат на мерак на душегрижниците останаа цели 3 непродадени влезници. Оние 6997 кои седнаа на своето место имаа што да видат. Ракометен спектакл во вистинска смисла на зборот. Почнувајќи од Вугринец, Мојсовски, Миркуловски и Георгиевски во нападот, преку Јоновски, Елушовски, Марковски во задниот ред, па се до министерот за одбрана Дарко Станич, кој одново покажа дека е на висина на задачата. Металург релаксирано, но сепак мотивирано против Силкеборг, откако Кјелце вчера им го обезбеди второто место во групата. Металурзите денес играат за публика. Истата таа публика која вчера го даде и срцето и гласот за нив. 7.000-ната армија составена од мажи, жени, деца, кои синоќа одново ја покажаа лојалноста кон шампионот. Како ви се допаѓа како игра Металург? Одлично, многу сме задоволни. Каде ќе одиме во Лига Шампион? Па ја мислам ако виде Атлетико Мадрид ќе го тепаме. Дај може што подалеку. И кој ти е омилен ракометар? Наумче. Металург е шампион! Сензационалното шоу продолжи до самиот крај. Единствената дамка на надпреварот беше повредата на Манасков, но тоа не го поколеба тимот од автокоманда во победничкиот поход и финалните 32-18 на семафорот. Впрочем, кога волку многу луѓе ќе ти дадат крила, епилогот и не може да биде поинаков. Ночас не би рекло да е било неких да се издвои јунак. Мислим да е читава екипа bila junak, ovo je jedna nagrada svima nama za trud i za sve što smo uradili. Moram da kažem da je bila stvarno predivna atmosfera ovde i svi ti ljudi koji su došli, naravno, zaslužili su ovakvu utakmicu. Сега малце потешко да се мотивираш на вакви направи кога веќе све одлучено, али мораше на ова прекрасна публика да се одолжиме и да ја завршиме ова групна фаза како што ја почнавме. И ја завршија со повеќе од колку што било кој очекуваше на почетокот. 7 победи од 10 одиграни надпревари во групната фаза и 14 бодови на конто пред ждрепката во вторник. Кога сме кајња, кого посакуваат за противник? Сад теоретски би можда најболе било тај Динамо Минск, али јас сам и за Атлетико Мадрид, био би спектакл. Маестро Червар, за разлика од неговите играчи, се воздржа од калкулации. Не би ја рекол да сакам овога, нега, не. Ја кажем ono što bude sudbina dala, toga ćemo dobiti. Mislim da je važno da se mi dobro pripremimo za tu tešku utakmicu, za taj teški naprevar i da pokušamo uz tu publiku napraviti jedan dobar rezultat. Kalkulacije ne. Без калкулации, но со факти, ќе заклучиме дека Металург го има и тимот, и квалитетот, и армијата обожаватели, која ќе застане зад него без оглед на противникот. А тоа е поважно од се друго. Навијајте за Металург I gledajte Backstage. Backstage, to je number one. Backstage, официјален партнер на ракометниот шампион на Македонија.